Министерката за труд јавно да ја презентира и образложи документацијата и директно да го посочи сомнежот до соодветните органи. Ова од министерката Царовска го побара групата Цивитакс во врска со сомнежот за злоупотребени 19 милиони евра средства за пензии на осигурениците. Прашуваат од каде ќе се надомести штетата врз централниот буџет. Сметаат дека оштетените луѓе не треба да се обештетат со пари од граѓаните, односно со нивни лични средства. За нив наудите за криминал не се изненадување, бидејќи сличен сомнеж за незаконско однесување во Државниот фонд за пензиско осигурување имаше и во 2016 година, кога не се исплаќаа пари во вториот пензиски столб. Централниот буџет и даночните пари не се каса за простување на криминалното работење и злоупотреби од страна на оние кои ја држат заробена државата. Туку треба да се користат во градење на механизми за заштита од злоупотреба и корупција, што не е случај во Македонија. Ваквото однесување добива загрижувачки и алармантни димензии, особено затоа што создава впечаток за недопирливост и монолитност на политичките елити и нивно влијание над работата на регулаторните тела и независните институции. Министерката за труд не отстапува. Кривичната пријава ја достави во јавното обвинителство во понеделникот. Вели нема јавно да дискутира и обвинува кој е одговорен. Незина задача било да го пријави проблемот, а на јавното обвинителство да ја посочи одговорноста. Откако Transparency International вчера изразија сомнеж дека кривичната пријава поднесена од Царовска ќе има некаков епилог, а директорот на фондот за ПИОМ упорно тврди дека се работи за системска грешка, од Сојузот на Сдружение на пензионери велат дека од 2015 година досега, во годините кога тие имале представник во управниот одбор на Државниот пензиски фонд, ниту еднаш овој проблем не бил ставен на дневен ред. На членовите не им било посочено дека милионски суми поради наводни технички пропусти не им биле со години префрлани во вториот столб, ниту пак им бил презентиран начин за нивно решавање. Има си за тоа надзорен одбор во фондот кој си ја врка таа работа, од кај се средства, што се средства и така натаму, но ако се дознаеше дека има таква работа, сигурно ќе се поставеше на управен одбор како проблем да се разјасни работа, за да може навистина и управниот одбор да биде информиран. Тоа се управниот одбор од 7 луѓе. Вчера почна уплатата на пари од државниот буџет во вториот пензиски столб за 12.000 осигуреници на кои со години не им биле префрлани пари во приватните пензиски фондови. Првата тура од скоро 5.000 граѓани ќе бидат обештетени до крајот на месецов, а на останатите парите ќе им бидат префрлени во наредните 6 месеци. За да се избегнат слични случаи во иднина, од фондот за ПИОМ ветија дека ќе формираат посебно оделение кое ќе биде одговорно за парите што ќе се префрлаат во вториот столб.